Ревизијата на Џумајлија иницира тужби за неплатени концесии и раскина огромен број на договори за закуп. Чешлањето на документацијата констатирала голем број на неправилности и незаконитости, истакна министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Раскинавме огромен број на договори и иницииравме над 200 тужби по однос на неплатени концесии, но и ги правиме сите анализи и создаваме еден интегриран систем на управување со земјоделското земјиште, заедно со Агенцијата за катастар на недвижности. Ги поврзавме сите наши подрачни единици електронски со Агенцијата, за да имаме јасна слика што од земјиштето е недадено, а кое е дадено под концесија. Во меѓувреме, Министерството за земјоделство го подготвува новиот оглас за давање под закуп на останатото земјиште во Џумајлија. Се работи за површина од околу 1400 хектари. Согласно заклучоците на владата е подготвен огласот за давање под концесија под закуп на останатиот дел од Џумајлија, нешто што ќе го направиме во следната недела. Николовскиот Штип истакна дека ревизијата на земјоделското земјиште ќе продолжи и во наредниот период, се со цел да се утврди како и на кој начин истото се давало под закуп. Најдоцна до 30 мај ресорното министерство на оглас ќе објави целата слободна и необработена земјоделска површина за истата вистинските земјоделци да можат да ја обработуваат.